Јас сум Веле од Австралија, драги брајка и сестри. Слушам Радио Свети Дух Македонија. Фала му и слава му на нашиот Господ Исус Христос, што не нахранува со духовна храна преку работ Божи брат Тихомир. Нека Исус премил изобилно излева духовни и материјални дарови во неговиот живот и семејството за секогаш. Амин. Драги брајка и сестри, сакам да споделам сведоштво за слава Исусова. Пред 3 недели комшивката ме праша да го прошетам куќето незино. Беше четврток, 18:30 по австралско време. Комшивката е во стари години и стално го шетам куќето по крај вода. Многу брзо одеше куќето и јас се препнав и паднав. Имав болки што не можев да станам. Наеднаш викнав: "Мрш, сатано, имате Исусово!" Почнав да се молам и заповедувам болката да исчезни од ногата во името Исусово, спрема словото што е запишано на Лука 10:19. Амин. Станав и го однесов куќето на комшивката. Во петокот отидов пак да се шетам и слушам секојаш кога ќе се шетам молитви. Во саботата исто цел ден бев излезена, неделата бев во Божиот дом. Имавме гости од Сидне, после службата ручавне, бев наштекли и служев што требаше за сите во потреба на моите браќа и сестри. Амин. Ногата не ме болеше, ме беше мудра сите денови. Мажот ми велеше: "Појди на доктор сите денови." Во понеделникот отидов на доктор и одма ми ја снимија ногата и во вторникот резултатите беа готови. Го видов докторот и ми вели: "Вела, не знам ти како одиш, коската ти е пукната. Потхидно треба чизма да носиш." Јас му одговорив: "Јас немам болови и не ми треба, викам, чизма да носам." Доктор ми вели: "Мораш, ако сакаш да биде ногата добра." Јас му реков: "Не ме боли, немам никаква болка." Се заблагодарив и се отидов дома. Фала му и слава му на нашиот мил Исус, што ги зеде сите наши болки, болести на крстот во Голгота, слабости и од неговите рани не исцели. Фала ти, слава ти, татко наш, и денеска и за навек. Милостив си, татко наш, со твојата света крв изочити се што не е Божјо од сите нас, мил Исусе, љубов наша најмила. Се е возможно за Господа Исуса Христа, запишано на Евангелието според Марко 10:27, и се е возможно за ние што веруваме во нашиот мил Исус, запишано е во Евангелието според Марко 9:23. Амин. Слава ти, татко наш, Исусе, пастиру наш, и денес и за навек остануваме во твојата љубов, татко наш небесен, многу милостив и долготрплив. Те љубиме, те величиме, те славиме, благословено твоето свето име за навек. Во секое срце Исус, за секогаш Исус и на секаде Исус. Амин, до Божјото царство небесно. Амин. Алелуја.